Во првите 3 години од животот, мозокот на нашите деца се развива побрзо отколку било кога во животот. Кога децата играат, тие го истражуваат светот и учат важни вештини кои ќе им бидат од корис во текот на целиот живот. Како се развиваат децата преку игрите, дознајте денес во оваа приказна. Ана Салтирова-Давидовски е авторка на игри наменети не само за деца, туку и за возрастни. Јас првично бев од светот на големите и како добив деца, сватив дека има вештини што треба да ги научиме децата за во светот на големите, а децата учат преку играта. И така ствари настанаа сите игри. Што би рекол Жан Пиаже, играта е работа на децата. И во основа покрива многу сегменти, а тоа е емоционална саморегулација, учи на социјална интеракција. Да се регулираме оној момент кога ќе биде тешко, кога ќе губиме во играта, како постапуваме. Социјална интеракција, учиме како со другите. Учиме вежбање, решавање проблеми и исто така учиме креативно решавање. Или ќе се најдеме во баг во играта, бараме како да го решиме и тоа мора да го правиме на креативни начини за да поминеме на следното ниво. Од таа гледна точка, како некој кој што се интересира и од научна гледна точка, го чепка кои се бенефитите за децата, за развојот, за мозокот. Значи, лачи допамин, што е хормон на среќата, мотивација, на учење. Прави балансирање помеѓу левата и десната хемисфера, посебно кога е креативна и имагинативна играта. Од друга страна, исто работи на развивање на предфронталниот кортекс, го стимулира и невропластичноста, формира нови врски, како учиме нови правила, како учиме нови конекции. И исто влијае на саморегулацијата, зашто ја смирува амигдалата кога ќе го допие допаминот. И ако земеме се ова во предвид, наеднаш доби во замката да почнам да гледам брендирани продавници со скапи играчки и сватив дека таму не е магијата, него таму е маркетингот. Почнуваат на мама, се прилично различни. И така ствари дојде целата идеја со креирање на игрите, кои што почна да станат забавно дури и за мене. И не само што ги креирам, моите игри уствари не се од најзабавен карактер, значи не може да им ги дадеме на децата и тие да очекуваме сами дека ќе си играат, им треба поддршка од нас големите. Првата игра што ја креирав беше играта Благодарам, која што може да се игра на 3 начини и беше како подарок за сите читатели на книгата Благодарам. И затоа може да се игра на 3 начини. Првиот е како борд гейм, вториот е како детето да е пиончето, значи сите чекори да се посложени, третото е со едноставно излекување. Има 28 кулиња, како 28 чекори за искажување благодарност. Например, една од нив направи селфи зона за која што си благодарен. Притоа, не сакам да ги исклучиме работите со кои што се секојдневие на нашите деца, него напротив да ги вклучиме. Заради тоа што целта на играњето, како што не е идејата да играме по моите или по нивните правила, да најдеме нешто што е добро за нас. Потоа, во самата книга имаше 4 активности, дел од нив се исто како игри, па настана втората книга, каде што има 50 идеи, таму има доста игри, не се сите игри за негување на благодарноста, но има игри. Тука направив преработка на добро познатите игри кои што прераставме Меморија, Црн петко и Магара, со што Магара е сега преработена, наместо да ги собираме буквите Магаре, ги собираме буквите Благодарам и наместо да викаме јас сум Магаре, викаме јас сум благодарен за. За овој летен период ја направи играта Досадно ми е. Може би најчесто употребуваниот израз од децата кога имаат повеќе слободно време. Всушност, здраво е понекогаш да им биде здодевно. Значи, досадно е, меѓу другото така и почнува, дека не само што е здраво и наша работа не е тука да бидеме аниматори на децата и во секој момент децата да имаат што да прават и дека ако има досадно треба да го земат телефонот. Во досадијата се створиле најкреативните работи и треба децата да ги оставиме да им биде досадно. Јас кога ми беа помали, кога се досаѓаа моите деца поинтензивно, сега знаат дека не проаѓа приказката досадно ми е, знаат дека ќе им дам 3-4 идеи, 5 и дека треба да се најдат ствари сами идејата, што тоа што јас им го давам како предлог не им се прави, што е фер. Јас секогаш им давам идеи што нема да им се прави. Како седи читај, седи повтори ова, направи вака, среди ја собата, шкафот не е среден, им текнува дека не им е досадно и дека има работа. Точно тоа е да бараме, да си го бараме поривот. Ја направив како 2 сегмента, значи има
може да ја покажеме после, има прашања каде што да речеме вртиш што коцката, имаш 3 избори. Ако ти се падне еден во првото вртење, имаш тоа оно што можеш да направиш, па можеш да направиш, што знам, куклен театар со чорапи, можеш да направиш ревија по дома со се нешто. Може најразлични работи да се прават, тоа е едната верзија. А другата верзија е со сите материјали од самата кампања Личен избор, кој што се водил на клубот на родители, кој што се забавно поучни, например, направи список на Браво јас работи. Значи, вртиш, целта на Браво јас е да се присетиме што се добро сме направила и оној момент кога ќе биде тешко, да можеме да се навратиме на сеќавањата. Или се беше тешко пред да стане лесно. Список на работи што сме ги savladali, или кои се моите супер моки, или што е оно што можам да контролирам, па е стаен джойстик каде што наведуваме работи на кои што не имаме контрола, да развиеме свесност дека има многу повеќе работи од тоа кое што се во наша мок, независно колку сме големи или мали. Игрите се најдобриот природен начин за учење кај децата. Знаењето стекнато во текот на играта е потројно од знаењето стекнато на некој друг начин. Со други зборови, играта е природен начин на учење. Играта за децата е забавна активност и основен метод и средство преку кое што децата учат и откриваат за обкружувањето, за светот и воопшто се развиваат. На крајот, значи, или можеби на почетокот, значи детската игра е основно и елементарно право на секое дете запишено во Конвенцијата за права на детето. Играта е единствен чин преку кој се активираат сите потенцијали на детето. Таа е природен однос на детето кон светот кој го обкружува. Со играта доживува, проширува и преработува искуства, а на тој начин стекнува сознание за себе, светот околу него и ја обликува својата стварност. Да се определи суштината на играта значи да се определи поимот. Играта е специфична форма на културна дејност. Таа е социјално-психолошки феномен кој има своји законитости и историја на развој и ги опфаќа сите периоди од животот на човекот. Придобивките од играта за децата се многубројни и се однесуваат на целокупниот детски развој. Развој на говорот, социјална и емоционална интелигенција, развој на логичко и математичко мислење, моторички развој. Учеството на возрастните во играта на детето низ различни облици дополнително ги проширува придобивките со што го поттикнува детскиот развој и учење. Детската игра го возможува целокупниот развој на детето и е фактор за учење, во смисла детската игра го возможува грубиот моторен развој, кај детето манипулативната спретност, свесноста на детето за опасностите кои што доаѓаат во обкружувањето. Детската игра е услов за развој на детската љубопитност, креативност, иницијативност. Детската игра од друга страна е фактор на развој на говорот и стимулација на говорот кај децата, социоемоционалниот развој, но и когнитивниот развој кај секое дете. Играта има големо влијание врз детскиот развој, односно представува постулат за усовршување, стимулирање, вежбање на моторичките вештини, односно грубата и фината моторика. Потоа когнитивните вештини, социјалните вештини, но и поттикнување и стимулација на говор. Моториката се развива токму со тие ракотворби што порано ние ги имавме. Значи сега ќе кажеме дека можеби дигитализацијата, да, тактилната дразба, тука имаме нели допирни моменти кога нешто работат децата, кога прават, посебно кај едукативните игри би ги нагласила, ова другото не би го нагласувала. Меѓутоа, тој дел е само тактилниот дел. А кога веќе работиме некоја ракотворба, на пример, оние боцкалки порано што беа, потоа склопување на одредени елементи, коцки, тие лего коцките се исто така добри. Значи, сето оно кај што опфаќа работа со нивните прсти, понатаму работа со нивното тело, предизвикува, односно тоа е услов за развој на моторичката способност. Значи тука и трчањето, тука и нели скокањето, рипање, сето тоа е дел од овој развој на детето. Играта придонесува за развојот на психофизичките функции на детето, способностите и знаењето. Играта создава услови за формирање на емоционално стабилни, социјализирани и креативни личности. Многу често, затоа што има различни типови на игри, ако имате вие деца во паркот кои што заедно трчаат, скокаат, прескокнуваат препреки, па земаат каменчиња и ги фрлаат во блиското езеро, ќе речете
или можеби ќе процените дека ваквата детска игра оди во прилог на грубиот моторен развој или евентуално подобрување на манипулативната спретност кај децата. Меѓутоа, оваа моторна игра апсолутно го возможува целокупниот развој кај децата од повеќе причини. Тие деца меѓусебно заедно комуницираат, односно зборуваат. Оваа моторна игра влијае позитивно на развојот на говорот кај децата. Од друга страна, тие деца меѓусебно заедно може да се договорат на кој начин во играта ќе соработуваат, кој ќе мине прв, кој втор, кој трет во рамки на препреките, и го обезбедува и социјалниот развој кај децата. Задоволството од самиот чин на заедничка игра влијае позитивно на развојот на детските емоции. На крајот, бојата на тревата, бојата на езерото, големината на каменчињата што се фрлаат, значи сето тоа оди во прилог на когнитивниот развој на секој од децата. Значи имаме една моторна игра која што возможува целокупен развој. За да може детето да се запознае со некоја вештина активност или пак да се стимулира, најдобар начин на учење и повторување е низ играта. Основно е што играта е забавна активност за секој дете. И кога децата играат, тие не играат, значи, за да го обезбедат својот развој, туку играат затоа што преку играта се забавуваат. Кога две деца ќе тргнат да редат коцки, значи од коцките решиле да направат брод или кула, значи тие не играат таа игра затоа што играта ќе им овозможи развој на манипулативна спретност или спретност во делот на координација око рака, значи или пак едното дете не го чека другото дете, нели, заради тоа што така ги билда своите социјални компетенции, туку напротив, тие играат играта заради задоволството кое што доаѓа од играта, и таа е важна затоа што се игра многу повеќе отколку ефектот или изгледот на бродот или развојните ефекти од самата игра. На детето му се задржува вниманието на начин соодветен за неговата возраст и неговите можности. Постојат игри кои што се водени од деца, и тоа се игри кои што реално се случуваат на лична иницијатива на детето и се водени од нивниот личен интерес или потреба. И имаме игри кои што се водени од возрастен, односно медијацијата има возрастниот. Независно од тоа за каков тип на игра станува збор, значи играта и тоа како е значена за целокупниот развој на детето, но морам да потенцирам дека игрите водени од деца и од самото дете имаат далеку подобри ефекти на развојот на детето отколку вториот тип на игри, затоа што на крајот од денот, значи сите ние сме мотивирани, значи од работите кои што сакаме да ги правиме или ни представуваат личен интерес. Играта е неопходна форма на действување на децата во која треба да земат учество и родителите. Родителот навистина игра огромна улога, затоа што на сам почеток му дава една насока на детето. Ја побудува неговата креативност. Можеби не да ја земе палката во своји раце па да диригира, доволно е со прашања да го активира развојот на детето во смисол развојот на детската игра, фантазијата, што би сакал да игра, да го прашува. Бидејќи низ играта многу дознаваме за детето, што можеби не сака да ни каже во даден момент, но неговата фацијална експресија, неговата слобода на говор во играта, играјќи некоја улога, ќе ни каже многу на нас како родители, како се чувствува детето. Можеби за некоја ситуација со неговите врсници, можеби за некоја ситуација кога нешто оди да пазарува или во некоја ситуација во училиште и во градинка се разбира претходно. Од игри со скокање, трчање, лазење, игри со топка, доредење кули од коцки, нижење гердан од макарони, вртење хулахопки и протнување низ него. Игри со пилатес топка. Преку играта целта е да воспостави и око-рака координација, да се стимулира вештината на прстите и рацете. Децата спонтано ги одбираат активностите за кои се чувствуваат најдобри. Учеството на возрастните треба да се заснова на нивно присуство и на креирање на услови за таа детска игра да се случи. Например, која е одговорноста на возрастниот, значи кога имате едно бебе во бебешкото кревече, тој треба да ја понуди играчката која што тоа бебе, значи во бебешкото кревече ќе може да фаќа со дланките, значи да го истражува предметот низ дланките во делот на големината, на формата, значи тој возрастен е одговорен, значи на детето не му стави ракавички на рацете за да тоа може ги користи
прстите, односно дланките во обидот да истражува. Возрастниот е одговорен, значи го однесе своето дете во парк, на игралиште, за да влезе во социјални интеракции со групата врсници, може да трча, се качува, да се симнува, да се провлекува. Меѓутоа не е директно да интервенира во детските игри. Апсолутно родителот треба да е тука присутен, да препознае емоцијата на своето дете или да му помогне на детето да препознае својата емоција, да му ја уважи емоцијата и да му помогне, значи да креира конструктивни начини кои што ќе водат до решение или регулација на одредени емоции или состојби. Во игрите се гради самодовербата, јакнењето на концентрација, снаодливоста, можноста да експериментира, да биде креативно, а родителот е во улога на поддршка и охрабрување на детето да го стори тоа самостојно. Апсолутно играта влијае на целокупниот развој на секое дете, затоа што детето игра и се забавува заради самата игра, а ефектите на развојот се доаѓаат сами по себе. Возраста до 2 години е возраст во која што интензивно се развива сензомоторниот кортекс. И тогаш апсолутно е погрешно воопшто користењето, значи, на дигитални алатки или уреди, затоа што сите тие алатки, односно уреди, негативно влијаат врз развојот на сензомоторниот кортекс и начинот на кој што детето, односно мозокот ги восприема информациите кои што од сетилата стига до мозокот. Значи, по втората година изложеноста на екран, значи, треба да е соодветна на возраста, но и содржината која што детето ја восприема треба да е апсолутно соодветна на неговата возраст, секој пат со присуство или контрола на родител во делот на достапната содржина. Она што е реално наше искуство и покрај тоа што можам да кажам дека екранизацијата, значи, се уште не е конкретна диагноза, затоа што ние може да зборуваме за ефекти од екрани, значи, врз детскиот развој, но не може да зборуваме за екранизација како медицинска состојба или диагноза, затоа што ние се уште, значи, ја немаме во диагностичко-статистичкиот прирачник диагнозата како таква, меѓутоа може да зборуваме за ефектите на екраните, изложеноста на екран врз раниот детски развој. Оттаму, значи, изложеноста треба да е соодветна на возраста, во делот на минутажа и содржина која што му е пристапна и достапна на детето, со тоа што сериозно можам да кажам дека ефектите за прекумерна изложеност, значи, секојдневно апсолутно не се присутни во секојдневието, како на сензорните терапевти, така и на воспитувачите во училиште, така на наставниците. Зошто се важни игрите во детскиот развој? Играта е основата и суштината на детскиот развој. Всушност, од неа почнува се, во најблаг начин, да речеме најдостапно за родители, да го објасниме, тоа е наједноставниот начин за учење и достигнување на нови вештини. Меѓутоа, таа си има своји карактеристики и низ годините научно веќе се докажани многу работи околу играта и зошто таа треба да се практикува. Како за почеток само би напоменал, веројатно сите го имаат сретнато тоа, дека една вештина треба многу голем број на повторувања за да се усвои доколку е структурирана средина и многу помал број на повторувања доколку се учи преку игра. Во таа насока, која игра е важна за развивање на почетокот на моториката на децата? Секоја игра треба да има одреден број на елементи за да биде корисна игра. Ако земеме, можеме било која играчка да ја прилагодиме и да ја насочиме во функција на развојот на детето од било кој аспект и било која област на развојот, само доколку направиме добар концепт за сето тоа. Да речеме, ако земеме една боцкалка, која што е наједноставна и една од поевтините играчки, истата можеме да ја прилагодиме без дополнителни ресурси, за да може да се стимулира и физичкиот развој, да се стимулира и социјалниот развој, и говорот и комуникацијата. Како би го извеле сето тоа? Ако, да речеме на почеток, може да му речеме на детето, ајде да ги поделиме големите и малите боцки и да ги ставиме големите на едниот крај на собата, а малите на другиот крај на собата. Со тоа веќе ги
ги поттикнуваме когнитивните способности. Кога ќе воведеме и ајде да одиме прво да трчаме, да се тркаме кој побрзо ќе ги земе од големите, па ќе боцне на боцкалката и потоа ќе трча помалата, веќе тука воведуваме и вештини за физички развој, и вештини за фината моторика и крупната и така натака. Искористивте една фраза која што многу ми се допаѓа за да го изведам и следново прашање. Ајде да направиме, ајде да ги дислоцираме. Каде е улогата на родителот во играњето игри? Секаде. Секаде. Иако на почеток делува како да е само грижа и нега, меѓутоа детето почнува да учи преку игри кои што родителите природно им доаѓаат. На родителите природно им доаѓаат. Тоа се лази буба, дзе, тапшин, танана, така. Меѓутоа основата на тоа не е само да ние го занимаваме детето. Во суштина тука лежат многу тешки шеми кои што понатака треба да се развиваат за да ние стигнеме реално да го исполниме развојот на личноста, а тоа се извршните функции. Тие се најкомплексните функции кои што секоја личност, зрела личност би требало да ги има усвоено за да може самостојно да функционира во општеството и да биде корисен член на тоа општество. Родителот е најзначајната улога во првите години од развојот на детето. Потоа се вклучуваат веќе и воспитувачите и учителите, дополнително терапевти доколку има потреба, меѓутоа сите процеси ги води родителот во суштина. Ако вие го оставите само детето да се игра со некоја играчка и при тоа пасивно учествувате во сето тоа, тука не поттикнувате ништо. Значи, може функционирате, меѓутоа немате поттикнување на социјална интеракција, немате поттикнување на когнитивни способности како решавање проблеми, немате помош при обиди и грешки кои што ги прави детето, немате одговор на прашања и така натака. Кога најрано треба да се почне? Дали практично уште од првите месеци треба да се воведат еве игри кои што ќе се унапредуваат и ќе се менуваат како што детето се развива? Па видете, веројатно сте слушнале дека последните години многу актуелно е да бремена жена му пее на плодот во утробата. И тоа е еден вид на игра. Значи се почнува од самиот момент кога вие знаете дека ќе станете родители. Меѓутоа не спаѓа се на мајката. Голема улога има и таткото тука. Подеднакво треба да се распределат обврските и околу грижата, меѓутоа и околу играта. Зошто е тоа така? Затоа што мајката како фигура пренесува едни знаења, едни вредности и едни вештини. Таткото пренесува нешто сосема различно. А тоа ја прави личноста на детето комплетна. Денес и мајката и таткото обично се пренатрупани со обврски, па најлесно е да купат некоја играчка или пак да го дадат својот мобилен уред за да биде замена за игра. Колку ова е добро, а колку е лошо? Тоа е предизвикот на денешницата, сите се бориме со тоа. Од една страна, материјалното надополнување на времето преку играчки не го поттикнува комплетно детскиот развој, затоа што детето, пак ќе кажам, функцијата на играчката е една, меѓутоа доколку таа игра не ги исполни сите услови за да биде успешна игра, сме поттикнале само еден дел од развојот. Ако треба детето да научи да ги нареди формите, ќе научи да ги нареди формите, меѓутоа тука нема потреба ниту од говор, ниту од комуникација, ниту социјални вештини се развиваат. Кога учествува возрастен со детето или кога детето е во група, сега зависно од возраста на детето, меѓутоа кога е под надзор на возрастен, тој возрастен може и треба да ја води играта. Овој притисок кој што сите го живееме, некако ни наметнува да ги бараме полесните начини на справување со секојдневните предизвици и за сега на прво место се екраните. Но тоа го успорува развојот. Еве има многу истражувања кои што укажуваат дека влијаеле на когнитивни способности, на социјализација, на неможност да ги препознаат емоционалните моменти. Што во таа насока, колку на сите нас како родители можеби ни е потребна едукација за важноста сепак на игрите? Прво би почнал со ова како делува на когнитивните способности, мислам дека ги поттикнува од една страна, а пречи на извршните функции, затоа што во видеоигрите, да речеме, имаме
стратешки пристап, имаме резонирање и решавање на проблеми. Ова не е одобрување за видеоигрите, меѓутоа логично, нели, научно го истражува сето ова и покажуваат еден дел доколку се под контрола со користењето, покажува дека може да направи некоја нова шема која што ќе биде од корист понатака. Ама ако тоа е секојдневието и ако тоа секојдневие е еднолично и на тој начин функционира детето, тоа значи дека се засегнати сите останати области. Да речеме, тука немаме поттикнување на фината моторика. Напротив, имаме кочење на развојот на фината моторика. Зошто? Затоа што ако се конзоли, да речеме, тоа се тие движења само на дланките. Ако се мобилни телефони, палците се движат. Нема движење на останатите прсти. Се изобличува дланката на детето. Затоа имаме многу голем број на деца кои што реално не знаат да држат алатка за пишување. Не користат тропрстен фат. Тоа е и еволуција од една страна, затоа што во технологијата нели оди напред, ние мора да се адаптираме на сето тоа. Меѓутоа, мора да се внимава со времето кое што им е дозволено на децата. Затоа што од друга страна 2019 година Светска здравствена организација ја смести зависноста од видеоигри во класификацијата за нарушување. Тоа не значи дека нели секој кој што игра видеоигрици е зависник, меѓутоа доколку тоа почне да го засегнува физичкото и психичкото здравје на индивидуата, тоа значи дека веќе е нарушување. Би сакала да го споменеме и физичкиот развој, колку игрите се значени за физичкиот развој и тука една паралела би направила, често пати родителите повеќе сакаат да го пуштат детето да оди да игра во клуб фудбал, кошарка и дури да го форсира, што на некој начин може да биде потоа долгорочно штетно, наместо да игра игри со другарчињата или со родителите. Од една страна е во ред детето да посетува дополнителни активности, меѓутоа од друга страна доколку детето доаѓа исцрпено на крајот од денот дома, многу брзо ќе направи бърнаут, прегорување. А за деца на мала возраст тоа прво не е природно, а второ не би требало да биде така, затоа што ќе очекуваме понатака кога ќе биде зрела личност. Вклучувањето во спортски активности е сосема во ред, доколку е умерено. Се во играта, доколку е умерено, е сосема во ред. Ако се претерува многу со многу работи, без оглед на тоа дали е функционална игра, дали е игра на улоги, што и да е, значи било кој тип на игра, или е во овие игри на правила, се тоа може да направи и штета. Мора да биде под водство на родител. Ако го оставите вие детето секојдневно по цел ден да реди коли, да реди коцки, не можеме да овозможиме развивање на нови врски во мозокот. Развивањето на нови врски во мозокот всушност се случува со новите искуства. Јас препорачувам децата да се вклучуваат во физички активности, тогаш или спортски активности вака рекреативни, тогаш кога нема услови за движење во природа. Според мене, најдобар начин за да се стимулира и физичкиот и генерално развојот на децата е детето да поминува доволно време во природа. Тоа не значи во градски парк, значи во природа, на планина, каде што нема да има дистрактори други, нема да има дополнителни стимулатори и каде што ќе биде во присуство на родителите секако со планирани активности, како кампување, подготвување, не знам, некои интересни работи, да речеме, правење рамки за слики од стапчиња и така натака. Кога е интересно да им се дозволи на децата сами слободно да избираат игра која што сакаат да ја играат со другарчињата, со родителите, на која возраст е најпрепорачливо да се прави тоа? Па, слободната игра се препорачува уште од 6-тиот месец да почне да се воведува, за да не се направи таа сепарациона анксиозност со родителот и да не се изгради толку јака врска, па потоа да настане проблем на разделување од една страна, од друга страна, ако постојано детето има надзор и водење во играта, не оставаме простор за креативност и за развивање на индивидуата, донесувањето на одлуки, правењето на избори, така натака. Се гледате дека цело време ги спомнувам тие малку покомплексни вештини, затоа што тоа е врвот на нашиот развој. Меѓутоа почнува со раѓањето. Од тогаш почнува да се работи. Суштината на играта е всушност тоа, да ние преку забавен начин успееме децата да ги воведеме во вештините кои што ќе им бидат неопходни за понатака. Како родителите
можеби да се потсетат дека тие се суштинските личности кои што треба да ги иницираат децата, дури и кога децата можеби ќе се задлабочат во своите екрани, дека сепак треба играта да биде предизвикот кој што ќе придонесе за нивниот развој. Јас би советувал родителите да не бидат само пасивни учесници во играта на детето и да не го доживуваат тоа како детето да не прави ништо. Напротив, детето се соочува со предизвици кои што се обидува да ги реши. Ако има патоказ во сето тоа, и ако има кој да го води и да го потикне, многу полесно ќе се освојуваат сите вештини понатака. Играта е и стимулација на детскиот развој, меѓутоа исто така и вежбање на когнитивните способности кои што за нас реално се репер за понатака, интелектуалните способности, интелигенцијата, која во суштина на нас луѓето ни е значена како бројка. Сметаме дека колку повисока бројка, толку подобри резултати, меѓутоа играта ги опфаќа сите аспекти на личноста. Не е конкретна, ако е играта логична и ако детето треба логички да ги нареди работите, ако ги вклучиме сите аспекти на добра игра, за да може да има вклучено трчање, ротација, одржување на баланс, одговарање на прашања, поставување на прашања, донесување на одлуки, правење на избори, тогаш играта е комплетна и ние со една игра целосно го стимулираме детскиот развој. Дали понекогаш може би погрешно е што претеруваме со купување на многу играчки? Дали играњето игри може да се прави и со една играчка? Играњето игри може да се прави и со 2 стапчиња, нема потреба од реквизити некогаш, затоа што Лази, Буба и Дзе ги крадат најубавите насмевки од бебињата, а реално ние немаме никаква алатка во раце тогаш, освен нашиот лик. Емоцијата е таа која што детето ја доживува кога возрастен е вклучен во играта. Многу играчки не значи дека развојот ќе биде стимулиран од една страна, од друга страна може да му отежне на детето да го задржи вниманието и да се фокусира. Замислете се вие во просторија со продукти кои што ги сакате, со безброј продукти, вие нема да можете да се одлучите за една. И во играта, сметам дека многу важен совет за родителите секогаш да тргнуваат од себе. Како тие би се чувствувале во таква ситуација, во реална ситуација, нешто што го доживуваат, за да може да сватат како детето се доживува. Затоа што многу често, без оглед на тоа, играта може да ги има сите елементи, меѓутоа ако пристапот на родителот не е соодветен, не е ефективна играта. Или детето може да ја доживее со многу по неубави емоции. Играта е начин на изразување пред се, не само кај дечињата со типичен развој, туку воопшто кај сите дечиња и е детско право кое секое детенце треба да си го добие. Колку поголемо време од денот се минува во играње, толку развојот ќе тече нели по очекуваниот тек. Кај дечињата со отстапки играта малку се разликува во споредба со дечињата кои имаат развој по очекуваниот тек. Кај нив имаме повеќе повторувања игра, имаме повеќе потреба за сензорна стимулација, било каков вид, во зависност нели од потребите на детенцето, но во секој случај е потребна истата за детето да може да си најде едно свое место удобно каде што ќе може да го искаже сето тоа што во текот на денот му се случувало, без разлика дали тоа ќе биде преку фантазија, што е очекувано нели како дел од развојот, или тоа ќе биде на некој посебен начин, ете да кажам. Сите аспекти од детскиот развој се усовршуваат, се подобруваат преку играњето. Ќе почнам од сензомоторните функции, од сите тактилни стимулации, визуелни, аудитивни стимулации што едно дете може да ги добие преку играта, социјалните моменти кои се исто така многу важни, насмевка, двонасочна комуникација, потребата за поврзаност исто така, моториката и грубата и фината моторика, когнитивниот развој и уште многу други аспекти од развојот. Иако дечињата кои се со одреден вид на отстапка претежно сакаат да поминуваат време во самничка игра, многу е важно ние да можеме да им се вклучиме во играта што ја прават. Понекогаш доволно е само да седиме
да наблюдуваме што прават, да именуваме што прават, па во моментот кога ќе почувствуваме, односно ќе ни дадат знак дека може да се вклучиме, тоа и да го направиме. Да, учењето преку игра е најзабавен начин на учење. Со децата најдобро се учи всушност така, преку играње, без разлика дали станува збор за одстапка во развојот или станува збор за стимулација. Ние гледаме играњето да го протнеме како дел од сите наши терапевски пристапи. Најчесто гледаме тоа да биде на најзабавен можен начин и согласно потребите на детенцето. Например, доколку некое дете има поголема потреба од некој вид на стимулација, ние сето тоа го водиме во терапевскиот пристап. Секогаш пристапот индивидуален, се пристапува на секое детенце согласно неговите потреби и согласно неговите функционални можности. Преку играњето работиме и на поврзаноста родител-дете, што ни е клучно од детскиот развој. Дечињата што се со одреден вид на одстапка во развојот, како аутистичен спектар на нарушување и слично, претежно сакаат да се изолираат во самничка игра. Пример, кај нив може да изостане тој дел на символичка игра, односно игри со фантазирање и слично, повеќе да бидат повторувачки сите тие активности што ги прават. Во тие моменти, ние како возрастни им служиме за модели, односно ги учиме како да си играат. Често се забележува кој овие дечиња она што го виделе како ние го правиме, подоцна да го имитираат во секоја игра и на некој начин да си најдат свој начин на изразување во сето тоа. Освен тоа, играта ја користиме за да ги стимулираме тие така наречени социјални вештини, односно да оствариме интеракција каде што детето ќе треба да не погледне, да има социјална насмевка, да побара нешто од нас, па да почека ред и на тој начин го воведуваме во сите правила, да кажам, што ќе му помогнат подоцна во неговото функционирање. Секоја игра која на детенцето гледаме дека ќе му служи, придонесува за подобрување на когнитивниот развој. Кај дечињата што се со аутистичен спектар на нарушување, уште од рана возраст се забележува интерес за букви, бројки, за сложувалки и слично. Кај нив таквите игри се еден вид на уживање, можам да кажам, дури на возраст многу порано од очекуваната. Забележуваме кај деца на 2 години, кога ќе им дадеме пример сложувалка со азбука, ќе ја наредат без проблем. Тука веќе интелигенцијата кај нив се гледа дека е на доста поголемо ниво. Важно кај нив ни е да ги стимулираме другите вештини, како што е социјалниот развој, затоа што можеби тоа детенце ќе може да ја каже азбуката, ќе може да направи сложувалка од многу делови, но ќе се забележуваат одстапки во социјалниот развој. На тој, доколку сето тоа нели ни е предизвик, преку игра ние ќе пробуваме да го стимулираме социјалниот развој на тоа детенце. Иако игрите имаат бројни придобивки за детскиот развој, за жал, не сите деца имаат можности за игра. Играта е јазикот на децата во однос на комуникацијските вештини. Играта е се она што е за нас секојдневие, работа, уврски, средба со блиски. Играта е тоа е еден вид на комуникација, јазик на комуникација за децата, нели оние кои што се помалите, па и оние кои што се 6-7 до 8 години би рекла. Наведум играта може би изгледа само како забава, но за бебињата и малите деца таа е многу повеќе од тоа. Играта е основното нешто за детето и воопшто за детскиот развој. Придобивките се големи и тоа на повеќе полиња. Се разбира на интелектуален дел, на емоционалниот развој влијае играта, влијае на социјалниот развој и влијае секако на нивните физички способности, телесни способности. Значи, играта е нешто со кое детето учи уште од само раѓање. Видеоигрите денес се дел од детското секојдневие. Екраните се нешто кое што ми се чини дека сите стручни соработници и работници и професионалци зборуваат дека во раната детска возраст 3-6 години навистина тоа треба да е многу минимално, дури јас би рекла дека до 3-та година, 4-та година не ни би требало децата да се пред екрани, затоа што последиците навистина се големи во однос на говор, во однос на целокупниот развој. Имаме и нели нешто кое што се нарекува екранизам и кое што сите ние стручни работници го работиме тоа и стимулираме развој, затоа што самото дете било изложено
премногу. Што значи тоа премногу? Значи не може дете на 4 годишна возраст да биде изложено 1 час, 2 часа или до 3 часа пред екрани, или да јаде пред екрани, да завршува одредени активности секојдневни пред екрани. Кога се дозволени екраните, одредено испитување кажуваат дека доколку родителите може до 12-тата година да издржат децата да се без екрани, тоа е најдобро, но јас верувам дека тоа е многу тешко. Една работа која што ја кажуваме сите ние и професорот Ранко Рајовиќ е дека доколку детето е половина час изложено на екран, тогаш треба 2 пати по половина час да е надвор. Кога децата играат видеоигри, треба да се внимава на содржината. Јас би рекла дека родителите не само што треба да имаат контрола на тоа колку е временскиот период на седење пред екрани, туку навистина треба да се вклучени во контрола на содржината и какви се тие видеоигри. Имам многу примери од пракса каде што проверуваат историја, каде што проверуваат што се гледа не само како видеоигра на YouTube, пошто слушам од драги родители дека они ги преверуваат тие игри да видат како се играат. Па на YouTube им испаѓаат други содржини кои што се вознемирувачки и после, знаете, детето се појавува некој симптом на паника, на анксиозност, на вознемиреност и не може сам да го регулира или само да се регулираат. Затоа е многу важно да внимаваме, односно како родители да ги филтрираме тие видеоигри и да сме постојано тука присутни што се случува во телефоните, таблетите на нашите деца. Играта придонесува за учење и градење важни животни вештини, од решавање проблеми до изразување идеи и зајакнување на поврзаноста помеѓу вас и вашето дете. Опфаќа повеќе развојни сегменти кај детето, опфаќа многу нешта кои што се важни за детето. Не се развива само интелектуалниот дел, се развива и емоционалниот дел, затоа што ние кога ќе развиеме, да речеме, оние проблемски задачи кои што се даваат, проблемски игри, да најде лавиринт, например, па да најде излез од сето тоа, да го поттикнува оној дел да размислува детето за да најде решение. Меѓутоа тоа ако се спои во тимска работа, па ајде групна игра, тука веќе имаме и емпатичност, а и доколку игра детето само и ако не успее во нешто, тука имаме и развој на емоционалниот дел, како да се справи со фрустрација, доколку не најде веднаш излез, да речеме, од лавиринтот, или да најде соодветна форма да стави во одреден отвор кој што се совпаѓа со формата што треба да ја вметне во тој отвор. Значи, учиме многу работи, освен интелектуално развивање, значи имаме и емоционално управување со емоциите, стекнување на самодоверба, кога ќе успее во нешто, па ајде да се наградиме, да се награди самиот, да си се пофали себе си, сето тоа е еден вид на јакнење на внатрешната мотивација, значи конструктивно размислување, мануелно, тактилно, што е многу важно за развојот на мозокот. Не само што децата сакаат да играат, туку тие и мора да играат, а сето тоа за подобро да го разберат светот и подобро да се подготват за животот. Без игри нема среќно детство. Иако игрите имаат бројни придобивки за детскиот развој, за жал, не сите деца имаат можности за игра. Сиромаштијата, конфликтите, раселувањето и дискриминацијата дополнително ја ограничуваат способноста на децата да играат. Но играта е еден од најефикасните начини на кои децата учат, се справуваат со стресот и градат вештини за да се справат со животните предизвици. Бидејќи децата ширум светот се борат со губење на учењето и емоционален стрес, потребата да се заштити нивното право на игра е поитна од кога било. Истражувањата покажале дека децата што немаат можност да играат подолго време помалку напредуваат, односно тоа лошо влијае врз развојот на нивната писменост и нивните математички и научни вештини. Кога децата се изложени на траума, тие привремено се исклучуваат, а тоа ја спречува нивната способност да имаат природна тенденција за игра.
Играта го поттикнува развојот и на левата и на десната хемисфера и тоа е многу важно. Бидејќи десната хемисфера од мозокот ни е ангажирана за сето оно што е фантазија, уметност, сето оно што е музика. За разлика од тоа, левата хемисфера е задолжена за логичкиот дел, зборовите, вокабуларот, броевите, значи сето оно што е научно. Создавајќи една спрега помеѓу тие две хемисфери, создаваме, навистина, придонесуваме за развојот. И тоа е научно докажано и навистина е многу важно детето да игра. Дори има ситуации кога ќе каже детето дека му е досадно, некогаш знае родителот, така наречени ги викаат некои хеликоптер родители, да се најдат тука за да му направат некаква забава на детето, да не му е досадно, па ќе го носат ваму, ќе го носат онаму. Не. Досадата е појдовната основа за креативноста кај детето. Значи, кога детето му е досадно, тоа е супер, оставете го да смисли игра. Тоа е основата за да стане креативен, да размислува на начин што е тоа што мене ме исполнува во овој момент, што би сакал јас да направам. Неминовно е користењето на играта за добро ментално здравје на децата. Ние во терапија, односно во психотерапијата имаме и правеци и техники кои што ги кажуваме игровна терапија, така да тоа зборува многу дека играта е важен и битен елемент за за грижа на тоа ментално здравје. Во играта, како најзначајна детска активност, детето ги учи облиците на комуникација, стекнува самодоверба, создава позитивна слика за себе, ги учи облиците на социјално однесување, создава пријателство, ја јакне емпатијата, ги уредува односите, почитува договорени правила и ограничувања. Ова е особено евидентно во символичките игри, игри на улоги, игри на симулација и драматизација, каде детето се наоѓа во кожата на другиот, земајќи ги предвид нивните потреби и емоции. Преку играта децата развиваат навики да реагираат едни на други во тимот, проценувајќи ги и споредувајќи ги своите способности и зацврстувајќи ја социјалната интеракција. 11 јуни од 2024 година се одбележува како Светски ден на играта. Време е за артикулација. Целта на Светскиот ден на играта е да се подигне свеста за важноста на играта во животот на детето и да се залага за правата на децата да имаат пристап до безбедни и пријатни можности за игра, а воедно ја нагласува и улогата на играта во промовирањето на физичкиот, когнитивниот, емоционалниот и социјалниот развој кај децата. 71% од децата играат затоа што игрите ги прават среќни, а 58% велат дека им помага да стекнат пријатели и да се забавуваат со другите. Се проценува дека 160 милиони деца низ целиот свет работат наместо да играат или учат. Само 1 од 4 деца денес редовно играат на улица. На 41% од децата им било кажано да престанат да играат надвор од нивните родители или други возрастни лица, како што се соседите. Веруваме дека со приказот на значајноста на играта за детскиот развој ќе ви бидеме од корис во поглед на тоа како да играте со своите деца и на тој начин како да придонесете за нивниот развој. Довидување до следната приказна.